Токму и со овој прилог кој што го погледнавме од Струмица, некако се надоврзуваме на следниот разговор кој што ќе го имаме со мојот гостин во студиото. Ја најавуваме, односно ќе разговараме за меѓународната конференција за зелен развој Гредит 2024, која што се одржа од 16 до 18 овој месец. Ќе му посакам добар ден и добре дојде на мојот гостин професор Миле Димитровски од Башинскиот факултет. Како сте попладнево? Добар ден. Мислам дека е добро, малку се разлади времето, помина жештините. Само да немаме невреме. Нека има врнежи од дожд, само да нема невреме. Зимската гардероба не сме симнале, но се надеваме овие денови ќе се затопли. Така. Заштитата на животната средина и секако справување со климатските промени е приоритет на секоја држава, па и на нашата. Токму затоа и научната фела и секако институциите кои што се задолжени за тоа се максимално фокусирани на решавање и изнаоѓање на решенија за овој проблем. Во таа насока се одржа и Гредит 2024. Ајде накратко еден вовет за конференцијата, а потоа одиме и со повеќе прашање на оваа тема. Да кажеме дека Гредит е целосно организиран од Меѓународната асоциација БЕНА, која што е Balkan Environmental Association, која што беше создадена пред 30 на години, во која што учествува околните држави, балкански, нели, Романија, Бугарија, Турција се вклучи, Грција, Албанија, Македонија, Србија и така натаму. И во рамките на таа БЕНА пред 10 на години ние организиравме научен собир под името Гредит, кој ще стана традиционален и го одржуваме веќе петти пат. Прв пат почна 2016 година. И сега последниве години ние слушаме дека науката, универзитетите, нивото на образованието опаѓа, дека нивото опаѓа, дека рангот на универзитетите опаѓа и така натаму. Ние сепак мислевме дека не е се до парите и дека ако секој си ја врши својата работа најдобро што знае, ќе постигнеме одлични резултати. И затоа ние на сите овие конференции ги викавме тие кои што најдобро си ја вршат својата работа. Самиот наслов Гредит значи зелен развој, инфраструктура и транспорт. До сега низ конференциите поминале околу 1000 учесници од 20 на држави, објавени се 800 трудови, од кои што 100 се со фактор на влијание, а како што реков од 21 држава дошле во нашата земја да ги размениме искуствата. Значи не е секогаш дека ние мораме да истражуваме, но треба да истражиме што истражиле другите и тоа да го позајмиме и да го примениме кај нас. Тоа што некогаш беше заштита на животната средина, сега е ставено под капата на зелена агенда. Морам да истакнам дека всушност на конференцијата беше истакнато значењето на зелената агенда за регионот и пошироко како приоритет за зачувување на животната средина и здравјето на луѓето. Што ја загрозува животната средина и колку сме сите ние виновни како жители и учесници во секојдневието? Така, од време на време ќе изникнат модерните називи и како што во разговорот пред емисија рековме, кога зборуваме за зелено, ние сепак се прашуваме колку зелено и кој е зелено. Така. Во оваа конференција ние одбравме 4 теми. Првата тема беше енергија, значи енергијата може да биде зелена, нели? Потоа имавме справување со отпадот, потоа имавме природа и во тој дел поканивме голем дел од луѓето што ни беа во близината да зборуваат за тоа. Значи во првиот дел од конференцијата зборувавме за зелени енергии. Под зелени енергии се подразбираат оние кои што нема да загадуваат околината. И тука имавме 4 презентери. Да речем, професорот Зоран Марков зборуваше за можноста за заштеда на електрична енергија со така наречени реверзибилни електрани. Професорот Димитар Димитров од ФЕИТ зборуваше за справување со зголеменото производство на електрична енергија од фотоволтаиците, кој што навистина е зелено, но е многу ефтино во периодот кога не можеме да продадеме, дури некојаш треба да платиме за да остане. Јас зборував за можноста водородот да стане идно гориво во транспортот и таа сесија заврши со
заклучоци дека во тој дел треба многу да се работи, а помладите истражувачи во тој дел треба да вложат напори да направат производството и употребата на енергијата да бидат зелени или без да ја загадуваат околината. Градовите во државава се соочуваат со предизвици кои бараат смели и пред се иновативни решенија, кон тоа и сте насочени вие како научна фела, кои особено се однесуваат на потребата од еколошка одржливост и борба против ефектите на климатските промени. Како да го направиме тоа? Имаме ли стратегија? Вие како научна фела велите, ние знаеме како треба, ја даваме насоката, но клучниот збор и реализацијата ја имаат институциите. Да. Значи, и ние сме институција. Значи, универзитетите, факултетите се исто така на институции кои што треба да го одработат најдобро што знаат. Свој дел одработат. Значи, втората сесија се однесуваше за иновациите. Поканивме од истражувачкиот центар од Грац во Виена, еден истражувач, тоа е наш поранешен студент, Филип Китановски, кој што дојде со својот тим и образложи за така наречено виртуелно возило, во кое што дел од иновациите кои што се простираат, да речеме, на стотина нови иновации би можеле да направат нешто добро за градовите. Ние постојано велиме градовите се соочуваат со 5 проблеми, се соочуваат со отпадот, се соочуваат со транспортот, со загадувањето и така натаму, но секој во свој дел ќе даде некое решение, па потоа оние што ги управуваат градовите, нели, градоначалниците, ќе превземат дел од тоа, ќе поканат дел од истражувачите и ќе имплементираат соодветни решенија. Во таа насока морам да кажам дека на почетокот на конференцијата покровител на оваа конференција беше председателот на државата, потоа ректорот на универзитетот Кирил и Методий, но беше гостин и председателот на ЗЕЛС, ОРЦЕ, кој што со многу учесници во ред, да. Кој што дел од ова што ние го зборувам за ЗЕЛС, нели, за градовите, дел од ова што ние го зборувавме се обидува преку ЗЕЛС да го имплементира во сите градови и да направи нешто што ќе биде. Сакав да се надоврзам. Управувањето со урбаните средини пред се треба да биде насочено кон подобрување на екологијата и поттикнување на одржлив раст и развој на заедницата. Меѓутоа, тука треба да бидат вклучени сите чинители, не само институциите кои што се надлежни ги споменавме, туку и граѓаните. Како велите вие? Не е проблемот како да се исчисти ѓубрето, туку треба да не се направи. Еве, во третата сесија ние поканивме некои што се од индустријата, значи го поканивме генералниот директор на цементарница, 2 невладини организации и разговаравме за тоа како е возможно индустријските капацитети да не загадуваат, а пак невладините организации со своите истражувања на околината дадоа свој мислење за тоа како треба да се подигне нивото на граѓанската свест во однос на. Значи, ние кога зборуваме за загадувањето, претежно за Скопје најгорливата тема е воздухот и секогаш ние викаме да, во Скопје не се дише, дајте околу воздухот да направиме, но Скопје има проблеми со водите и со почвата и заради тоа во вторава сесија извлековме добри заклучоци кои што ќе бидат објавени како да се подобри урбаната средина во сите нејзини елементи на живење. Сега, придобивките од зелената инфраструктура се потврдува дека немаат само еколошки ефект, туку и економски просперитет и социјална еднаквост. Меѓутоа би сакала да дадеме едно кратко објаснување за тоа што е зелена инфраструктура и колку успеваме ние тоа да го реализираме. Во тој дел тоа сега модерно покрај зелената агенда се зборува и за така речената циркуларна економија, која што е модерен назив на она што ние до вчера го зборувавме дека секој треба да се грижи за се и така натаму. Значи, граѓанинот кога ќе знае дека производот што го купува е произведен на еколошки начин, дека при неговото производство не е загадена околината така натаму, неговата свест треба да се подигне на ниво дека тоа е тој производ што тој треба да го купи за да ја сочува својата околина. Значи, тргнуваме од најопштата приказна, значи да се работи прво со училиштата, потоа со граѓаните, на крајот загадувачите најлесно можеме да ги санкционираме. Но подигањето на јавната свест за зелената агенда е нешто што треба да се стори од утре и да се работи секојдневно. Значи, ние делот од науката
ќе ги напишеме трудовите, ќе раскажеме, ќе се појавиме на вашата ценета телевизија и на некои други, ќе објаснуваме што е тоа возможно. Градоначалниците ќе преземат дел од нашата агенда, но граѓаните се тие кои што треба да ја направат и циркуларната економија и зелените градови. Значи, ние очекуваме дека Скопје може во 2030 или 2050 да стане зелен град, ама тоа не зависи од Скопје, тоа зависи од неговите граѓани. Практично некако и одговоривте дел од ова последно прашање кое што сакав да го поставам. Не како научник, не како професор, туку како граѓанин на оваа наша држава. Докаде сме, што треба да направиме и што ни недостасува да успееме да ја реализираме таа зелена агенда и конечно да станеме и Скопје, но и другите градови во држава да станат зелени градови. Имаме природа, имаме убава животна средина, само треба да ја заштитиме, да ја чуваме, но и да ја искористиме соодветно. Знаете што многу од одговорите, ќе слушнеме многу одговори, зависно од тоа кој од каде доаѓа, но вчера ми остави впечаток една реченица од Маик Зафировски, кој што рече дека тоа може да се постигне само ако секој својата работа си ја врши најдобро што може. Значи, не зборуваме за научниците, зборуваме за тие што произведуваат зеленчук, зборуваме за тие што продаваат зеленчук, зборуваме за тие што пакуваат, да го смалат пакувањето. Во тој поглед колегата Филип Ивановски имаше извонредно предавање врска со тоа, да речеме, дали треба да го смените мобилниот телефон оваа година. Ако знаете дека за производство на нов мобилен телефон се троши 5 тони руда. Некој треба да ископа, да загади околината со 5 тони загадување за вие да имате нов телефон. И ако пробаме да размислуваме во насока дека секој во своето обкружување ќе направи најдобро што може, можеме да очекуваме и зелени градови, и како што викаме еколошки, заштитени, и се што порано беше модерно како име на ова што сега го правиме, сега го викаме зелена агенда и циркуларна економија. Искрено се надевам дека заклучоците, идеите, темите кои што беа представени на конференцијата Греди 2024 година, сето тоа што беше таму кажано го доставувате секако и до надлежните институции во државата, сето тоа ќе се разгледа и она што е можеби најдобро, најкорисно или нешто што може да се стави и да се реализира директно во пракса ќе биде искористено. Која ќе биде вашата порака и до надлежните институции, но и до граѓаните? Па, сите трудови ќе бидат објавени во следната недела, ќе излезе зборникот на трудови, поделен во 4 овие делови. Значи, пораката нема да се разликува од она што сега го разговараме. Значи, првиот ден луѓето од научниот одбор имаа прием кај претседателката и таа рече дека, еве ви ветувам дека до крајот на мојот мандат јас ќе бидам покровител на вашите конференции, бидејќи сметам дека ова што вие го работите е клучно за понатамошниот развој на зелените градови, а мојата порака не се разликува од она што пред малку го кажав, секој нека си ја врши својата работа најдобро што знае и тогаш сигурен сум дека се ќе се подобри, вклучително и квалитетот на воздухот, квалитетот на водите и квалитетот на животот во нашиот град и во сите градови во Македонија. Ви благодарам многу на гостувањето. Ми беше чест и задоволство што бевте мој гостин во програма на градови и секако пред да влеземе во студио договоривме дека ќе обработиме уште многу вакви корисни теми за општеството и за државата во иднина. Да, и јас ви благодарам на поканата и се надевам дека следниот пат ќе гостува некој од помладите колеги кои што навистина созреваат, имаат големи капацитети и знаења и јас ќе се обидам некој од нив во следниот пат да гостува вашата студија. Ви благодарам уште еднаш.